Вагоните за спиење наредени на железничката станица Искендерун алудираат на Вантура. Но овој воз не оди никаде. Стотици жители на градот останаа без покрив над главата поради земјотресот во февруари, а сега живеат во овие тесни вагони. Меѓу нив е и Севил Уйгур. Bir şey belli değil, ne olacağımızı biz de bilmiyoruz. Ние немаме куќи, ги нема. Срамнети се со земја. Се засолнивме овде со децата и овде живееме. Тие ни носат храна, луѓето овде не остануваат гладни, но спиењето овде е многу проблематично и тешко. Внуката на Уйгур очајно сака да се врати во нормалноста. Okula gitmek isterim tabii. Сакам да одам на училиште, но моментално ситуацијата не дозволува. Секако дека сакам да одам на училиште. Başka yere gidip sığınıp okula gidebilirdi. Şimdi Ако можеме да одиме на друго место, таа би можела да оди на училиште, но не успеавме, па останавме овде. Тие што имаа пари избегаа и отидоа во други градови и нивните деца одат на училиште. Но ние не можеме да го направиме тоа, затоа седиме овде во возот. Во 27-те вагони живеат околу 700 луѓе. 22 од нив се вагони за спиење со кревети, кои брзо беа зафатени од првите луѓе кои пристигнаа. Останатите вагони немаат кревети, а луѓето спијат на столчиња. Некои луѓе што живеат овде имаат домови кои се уште не се урнати, но се премногу опасни за живење. Valla biz evimiz Нашата куќа е малку оштетена. Ако кажат надлежните дека можеме да живееме во нашата куќа, ние ќе живееме, но чекаме. Ќе останеме овде додека не ни кажат дека е безбедно да се живее таму. Железничките вагони се потопли и посови од шатор, но животот овде е тесен и преполн, со мала приватност. Со стотици илјади домови уништени или оштетени од земјотресот, не е јасно кога преживеаните бездомници ќе можат да продолжат понатаму.